Министерството за земјоделство се уште без решение за неконтролираниот увоз на зеленчук кој во земјава најчесто влегува од Албанија и Турција и по многуте апели од страна на земјоделските здруженија да се засилат контролите, но и да се превземат стратегии како да се намали напливот на ран зеленчук на нашите пазари пред појавувањето на домашното производство, за сега ништо од ресорното министерство. Оттаму беа пратени сигнали за превземање на конкретни чекори, а засегнатите сметаат дека се повеќе од потребни. Па ако се формира вакво тело кое што ќе врши на еден начин регулација од понуда и побарувачка на дадени земјоделски производи во одредени временски периоди, мислам дека тоа би било одлична работа, бидејќи ако се има еден правилен пристап по оваа тело, баш во периодите кога имаме најголема понуда на нашите пазари од домашно производство, од наши земјоделски производи, мислам треба да реагира со намалување или целосно стопирање на тие производи од увоз. И мислам на тој начин колку толку би се заштитила цената на тие земјоделски производи. Токму пред почетокот на сезоната, кога раноградинарските производи излегуваат на домашните пазари, ресорното министерство е без стратегија. Производителите и трговците од земјата кои се надвор од Европската унија, кои се во процес на пристапување на унијата, се ставени во неравноправна положба што влијае на зголемување на крајната цена на производите. Засегнатата страна се надева дека ќе се изнајде долгорочно решение кое ќе овозможи македонскиот производ да биде конкурентен не само на домашниот, туку и на странскиот пазар.